Океј, супер. Многу работи се изнаслушнавме од Сабајле. Така? И музика, и стихови, и откровенија, и водство, и некогаш дури јас се плашам, не се плашам, него се мислам да не е премногу да продолжам долго време да зборам, затоа што убаво е да се запазат работите, да се фатат работите, да се држат, да ги држиме, затоа што многу лесно може да избегаат. Не нека тие бегаат, него интересно е што кога веќе збориме, нели, што Исус кажува, им кажува сторија за сеачите, нели, неколку врсти на семиња всушност, неколку врсти на почви. И кажува таму дека сеачот излегол, тој е едниот сеач, излегол и тој си фрла. И потоа вели дека од семето паднало на ваква почва, паднало на вакво место, на такво место. И интересно е што Исус кажува, вели дека првото нешто што се случило, значи првото нешто, не последното, него првото нешто е кога семето паднало, дека дојде непријателот да го украде. И сега ние мислиме дека тоа е, нели, тоа било пред 2000 години, тоа е и ден денес е. Са можеби не доаѓа ѓаволот лично со не знам со што, со некои ашови, со некои копачи, нешто да копа по твоето срце, али сигурно доаѓа со некои мисли, доаѓа со нешто да те поремети. Така да таа фаза или не, тој процес се уште си активен. Значи пак ќе дојде нешто во некаква форма кој што ќе сака да го украде семето што е посеано. Така да и зборови на охрабрување, зборови пророчки, зборови на знаење, се баш тие семиња кои што паѓаат во едно човечко срце и добро е да ги запазиме. Ја не знам за вас вие што правите, ама јас имам систем или начин кој што ги памтам или подобро кажам си ги чувам некаде работите. Многу често ние лично како семејство сонуваме многу сонови, почнувајќи од мене, Ревека, децата, значи ние нон-стоп имаме, не знам, илјадници сонови, илјадници кои што за добробит или за доброто наше Ребека ги пишува. Ја не ги пишувам. И многу често знам да ги заборавам и она ќе ме подсети или пак едноставно ќе бидам подсетен на некој начин од Светиот Дух и ќе кажам, стварно ова го сонував пред 10 години, пред 15 години, но она што го правам како најпрво, како превентива е, тоа сме го правили и тука, али на секоја проповед, на крајот на проповедта викам, ајде сега, стајте ги вашите раце на вашето срце и ајде да се молиме дека непријателот не може да го украде ова семе, не може да го украде ова семе. Го памтиме овој дел. Така да добро е за секој ден од нас тоа да го правиме постојано. Значи, знам да не биде тоа параноично, али да биде нешто што го правиш секој ден. Ако Светиот Дух ти зборувал, земни го тој збор, земни го тоа семе, стави го во твоето срце и кажи му ставам заштита врз тоа слово дека ѓаволот не може да го краде, не може да го украде, не може да му стави слоеви на прашина, па после да не знам каде е, не знам кај се наоѓа. Така да тоа е добро да си го правиме. Ова е како практичен совет, практично духовен совет. А тоа што не може ние христијаните да бидеме најтмурните луѓе на планетата, тоа не е можно. Не ни треба да биде такво нешто. Не е можно да ние христијаните бидеме најнестрекните луѓе на планетата. Не може тоа. Не може да ние христијаните бидеме најразочараните луѓе на планетата. Не може. Не може ние христијаните да бидеме најзбунетите луѓе овдека на планетата. Значи, животните уживаат, а ние сме збунети. Не може тоа така. Ја гледам некојаш од онја документарци и ги гледаш животните и уживаат. Има птици, пеат, играат, данцуваат. Значи, тоа е неверојатно. Гледаш животните се уживаат едни со други, се грижат, тоа се чуваат едни со други, си играат едни со други. И ние го имаме Светиот Дух и сме најзбунети. Тоа не е можно. Значи, нешто украло во тебе или нешто го покрило тоа семе или тој правец или тој двигател и сега затоа ти и јас сме збунети. Ама не е можно тоа. Не може да луѓето кои што го имаат Светиот Дух да бидат најзбунети луѓе на планетата. Не може. Дали го разбираме тој дел? Не е можно тоа. И се некој каже, Зоран, абе нели гледаш? Викам, да, гледам, ама знам дека тоа може да се смени. А тоа што е подобро би си верувал, подобро би му верувал на Светиот Дух, повеќе би му верувал на Божјото Слово, толку што си верувам на самиот себе си на тебе. Дали го разбираме овој дел? Затоа звучи саркастично, нели, звучи како
како може така? Може. Затоа што јас сакам најпрво да вистината биде вистина, а после се друго. После моите желби и моите планови. Нека вистината биде вистина за тебе, а сето друго е менливо и минливо. Се друго е менливо и минливо. Дали го разбираме овој дел? И затоа можеме да бидеме на две различни места, каде што две истите луѓе кои што веруваат во Исус може да бидат најрадосните луѓе на оваа планета и да биде видливо тоа, и можеш да бидеш на друго место каде што истите луѓе кои што го имаат истиот Свети Дух може да бидат најтмурните луѓе на оваа планета. И сега морам ја да правам тука, не можам да правам компромис, него морам да донесам одлука. Што ќе верувам? Дали ќе им верувам на овие или ќе им верувам на овие? Ја викам, ни на нив не им верувам, ни на овие не им верувам целосно, али им верувам на вистината. Верувам дека вистината е таа која што ослободува. Така да има надеж и за овие и за овие. Така да, значи не зборам за нас и за вас, не зборам за тие и за ние, него зборам за поединци. Зборам каде што се среќаваш со различни врсти на луѓе и каде што увидуваш дека нешто не штима. Нешто не е као што треба да биде. И затоа за тебе и за мене најголемата одлука која што нема да не разочара, или подобро кажам, нема да не збуни, е да веруваме она што Исус го кажува. Ја и ти може да кажуваме многу работи. Ја и ти можеме и да паѓаме, можеме и да летаме. Кога сме веќе за летање, да ви покажам како мајца си добив. Ова е всушност вистинска мајца, мислам вистинска е, него е оригинална мајца на пилотите во Хрватска. Овие ги носат буквално од армијата. Ај ќе ви кажам приказната, може да ви кажам сторијата. Бевме со Ребека во Загреб пред 5-6 месеци и на една служба гледаме едни двајца, не знае, мислам, ја предпоставам дека се верници, ама такви беа намуртени, нели, како балканците, сите се така те гледаат, првим да те проценат едно 5-6 сата, едно 10 дена, едно месец дена, да убаво така да те разглобат, па тек после може ќе ти се насмеат. И ги гледам двајцата, вака ме гледаат цело време, и ја одеднаш му велам, кога си бил ти 11 години, значи, ја не знам ништо за човеков. Замислете, велам, кога си бил 11 години, Светиот Дух, не ти, него Светиот Дух, ставил желба во тебе да бидеш пилот. И човеков уште не мрда со мускулите на лицето. Ме гледа вака, сега уште поосмилен. Ја викам сега, или ја сгрешив скроз, значи, или нешто има. И, гледам, жена му почнува малку да трепка со очите. Викам, значи, има нешто. Значи, има два показатели, или ти, или жена ти. Некој од нив ќе реагира. И велам, ова што ти го правиш денес, викам, тоа Светиот Дух го направил во тебе, не е твоја желба. На крајот на службата, човекот кажа вака, може да му кажа оваа сторија. Вели, Савајлево, додека се шетавме со Дамир, го реков, Дамир, ја не знам точно дали ова што го правиме од Светиот Дух. Ја стварно би сакал да знам, но на 11 годишна возраст, вели, кога бев 11 години, добив желба внатре во мене да станам пилот. И вели, се прашував, дали е ова од Светиот Дух или не, дали е ова од мене или од некој друг, дали е ова од татко ми, од дедо ми, и ја таа вечер му велам, оваа желба на 11 години си ја добил и тоа бил Светиот Дух. Значи, човеков не е проповедник, човеков не перформира знаци и чуда, човекот не е пророк, човекот не е пастор, али желбата или тоа што го прави денес, да биде пилот и да спасува, всушност, баш зборевме, баш се сретнав со него пред 2-3 недели, бев во Загреб исто така на некоја конференција и баш поминав неколку сати со него и вели, до сега ја лично имам спасено 4 или 5 човечки животи. 4 или 5 пилоти пред да се урнат, вика, морав да ги прекршам пред протоколите кои што се напишани, али вика, затоа што ги прекршив тие протоколи, денеска тие луѓе се уште се живи. Така да чудесно е кога ние мислиме дека тоа е нешто само обична работа. Не е обична работа. Светиот Дух става семиња во нас, ставил семе во твоето срце, дури пред да го запознаеш него. Пред да станеш ти духовна личност или религиозна личност, и пред да ги научиш тие стихови, пред да научиш како да се однесуваш, Светиот Дух во тебе ставил желба која што те носи до ден денес. Не ја занемарувај таа желба, не го занемарувај тоа себе. Може би тоа што го ставил во твојот живот до денес како е благослов на мнозина луѓе околу тебе. Амен. Мораш да си препознаеш што е тоа. И сега интересно е што
бев на едно друго место и седиме со еден човек кој што е многу познат инструктор или како да кажем коуч на македонски, како тренер нешто, ама во бизнис гранката. Човекот има поучувано низ цела Европа, низ цела Холандија, еден од најпознатите бизнис тренери, како да ги кажем, коучес, и е стварно многу познат човекот. И сега ти седиш со таков човек кој што денеска седи со тебе, а утре дента седи со луѓе кои што имаат 100 милиона евра на сметка или милиарда, и он таквите луѓе ги поучува, со такви луѓе седи. И баш кога почна да ми кажува со кои луѓе има седено, почна да ти се врти у главата, затоа што знаеш дека тие се високо рангирани лица. И како што седиме така, и сакав да му кажам нешто, велам, кога си бил, и он, само пред да му кажам кога си бил, сега да му кажам кога си бил 8 години, и тој како имав 8 години, ка Светиот Дух вика нешто стави во мене, опа! И почна да збори, сега ја мислев дека ќе каже дека ќе биде, добил желба да биде пилот, затоа што она што јас го видов, е кога бил мал, кога имал 8 години, повторно го видов тој Звонимир, така се вика човекот пилотот, Звонимир, го гледам Звонимир во него и викам, овој сигурно сакал да биде пилот. И сега човеков ми кажува нешто сосем спротивно, вика, кога имав 8 години, добив желба да бидам, да работам во бизнис. И века, денеска тоа го работам. Вели, малку ме фрустрира тоа, веќе гледам дека некаде, нели, сакам да бидам пастор, ама ме тера тоа бизнисот, и сега мене ме збуни. Затоа што јас ја гледам желбата да биде пилот, да се вива многу високо. И како што го правиме муабетот, нели, продолжува муабетот, ја му велам, ја не знам зошто, али ја некако те гледам како пилот. И кога реков пилот, жена му стана, он стана, вели, што збориш? И викам, зошто? Вели, комшијата негов, значи се знаеле неколку години, и тој му рекол, абе, што работиш ти? Ти да не си пилот? И тој рекол, не бе, не сум. Другиот човек, другиот комшија, од никаде му вели, абе, ти некако ми личиш на пилот. Пилот работиш? Не бе, не работам пилот. Трет човек му вика, абе, ти да не возиш хеликоптер, ми личиш на пилот. Така да, некогаш постои таа индикација дека во нас постои уште нешто кое што расте. Значи, не е само семето да бил тој бизнисмен, него постои уште некое друго нешто што го Светиот Дух го ставил, и сега тоа си расте покрај ова другово, нели? Си расте уште нешто, како например не имаме некој дрва во дворот, тоа си има едно стебло, ама си има и други гранки, и си расте. Така да, не е само една работа што Светиот Дух ја ставил во тебе, него поставил може и други семења кои што ќе си пораснат во свое одредено време. Дали го разбереме овој дел? Може би кога си веќе 50 години ќе израсне нешто друго, може би на 60 години ќе израсне нешто трето, кое што ти не си ни замислувал, негде си го чувал во срцето, некаде тие пророчки зборови доаѓале, ма не ти правеле смисла, не ти правеле никаква, не си ги разбирал. Доаѓа некој пророк, ти кажеш, не сум бе ја тоа, не изгледам ја таков, ама пророкот не те прашува тебе, што ти мислиш, него го гледа семето внатре во твоето срце. Така да, не се плашете дека тие пророштва нема да се случуваат или нема да се остварат, како што викаме ние, нема да си дојдат во свое остварување, него работата е да останеме верни на она што Бог нас ни го дал, или она што го правиме сега, за да може таа верност потоа да расте и во другите работи. Амен. Се залетав овдека некаде, ова како увод ми беше. Пилотски, да. Така да, штета што немаме некој да ми ги чита стихове, па македонска Библија не користам многу често, обично англиски да читам, ама ајде ќе продолжиме, ќе преведувам ја малце или па ќе читаме еден стих, тоест неколку стихови кои што верувам дека се многу добри. Може? Ќе читаме во Филипјаните 1 глава. Океј, ако имате Библија отворете. Читаме од Филипјаните 1 глава. Има тука некои 5-6 стиха кои што сакам да ги прочитам, а потоа ќе ви објаснам еден дел кој што верувам дека е добар да го слушнеме. Така да, ако имате Нови Завети, отворете ги, ако немате друг пат да си донесете, затоа што е добро да читаме. Добро е да шучкате малку со нив, затоа што пишува многу убави работи во Библијата. Океј, вика, благодат и мир на вас во Бог, нашиот Татко, на нашиот Господ Исус Христос. И фала му на Бог за секој момент кој што секојаш ве памтиме.
И потоа вели, и се молиме за вас. И се молиме со радост. Има делови што сакам да ги објаснам, а само да го прочитаме целиот овој дел. Вели, се молиме со радост за вашето партнерство или за вашето соучество во Евангелието уште првиот ден. Уште од првиот ден. Затоа што јас сум сигурен, ова е главниот стих, вели, јас сум сигурен во ова, дека тој кој што го започна доброто дело во вас, ќе го заврши до денот на нашиот Господ Исус. И сега да не читаме, да не престануваме таму, само ќе продолжиме 7 стих. И вели, правилно е за мене да ви го зборувам ова на вам, бидејќи во вашите срца останавте, не, вика, дури кога сум во, како се вика, во окови, кога сум во окови, го одбранувам Евангелието и го потврдувам и ја споделувате Божјата благодат со мене. Читаме и 8 стих и вика, Бог сведочи, мојот Бог сведочи колку јас копнеам со желба и со копнеш во мене да бидам со вас или да го споделам ова со вас. Океј, и потоа вели дека и во моите молитви, дека колку во моите молитви јас со љубов сакам да вие растете во разбирањето или во знаењето, во длабочината на неговата љубов. Океј, еден главен стих кој што вдека мене сабајлево ми одекна, затоа што не знаев точно, знаете кога имате многу, кога патувате многу и кога имате толку многу проповеди што ги изборувате, ги кажувате, и сега си викаш што да зборам сабајлево. Значи може било што да одберам од сите тие работи што сум ги кажал, ама некојаш сакаш да биде нешто што ќе зборува како на тебе, така и на другите. И 6 стих мене некако ми одикна многу силно, каде што вели Павле, кој што е, нели, знаеме од кај го пишува писмово, ова е до нашите комши таму во Филипи, и е во затвор, од таму го пишува ово писмо, и всушност ова писмо, како што мислам дека ти кажуваше, Илија, дека зборот радост се спомнува највеќе од сите писма. Интересно е што немало, не би требало да биде тоа така, ама еве го човекот ги руши законите на емоциите и на чувствата. Значи мора да знаете дека Павле, како и Петар, како и другите апостоли, многу често ги прекршувале законите на емоции, на чувства, на тоа како човек треба да се однесува. Значи они можеле да бидат над тие чувства, можеле да бидат над тие емоции, можеле да бидат посилни од било што. Единствената причина затоа што се научиле како да бидат водени од Светиот Дух. Значи тоа била големата причина како они можеле да не страдаат како што другите луѓе во овој свет страдаат. Да не бидат водени од емоциите и чувствата во овој свет како што другите луѓе биваат водени. Не велам дека они немале чувства и емоции, кога читате Павле е најголемиот, да не речам плачко, затоа што нонстоп плаче за луѓето во црквите. Океј, значи тој највеќе плаче. Ако читате за него, Петар не го кажува тоа, али Павле постојано плаче вика, со солзи, со ридања, со непреспиени ноќи се молам за вас и постојано, Нефешаните вели, секој еден ден се молам за вас. Ја не знам колку мина од вас за самите себе не се молите, а камели за некој друг. А овој вика, ја вика за нив, секој еден ден се молам, со плачење, со непреспиени ноќи. Така да, Павле не бил, како си тоа, човек кој што не знал што се емоции и чувства, знаел, а тоа што постојано чувствувал нешто за тие верници, али не бил воден од тие чувства и емоции како што луѓето во овој свет биваат водени, затоа што не го познаваат Светиот Дух. Така да, Павле точно знае што зборува, или подобро кажам, точно знае што Светиот Дух му зборува и што треба да напише. И затоа овдека вели, јас сум уверен, сигурен сум, дека она дело што Светиот Дух го започна во вас ќе го заврши. И за мене лично тоа е многу големо охрабрување, затоа што ја лично знам дека имам примено, или имам добиено, или имам слушнато многу пророчки зборови кои што некој кажа многу се поголеми од мене. Или подобро кажам, многу се толку се големи што дека не знам што да правам со нив.
И сигурно и ти имаш примерно многу пророчки зборови или многу како се тоа охрабрувања или ветувања за твојата иднина, каде што велиш како може ова да биде, кога може ова да биде и кој ќе го направи ова во мојот живот, како е можно се во ова. Интересно е што три работи се случуваат кога ќе добиеш некој пророчки збор. Најпрво се прашуваш, си викаш, кој го кажа овој збор, нели дали ова Светиот Дух, така? Секогаш се прашуваме, кога некој ти пророкот си кажеш дали ова човекот или е Светиот Дух. Значи се прашуваш кој ти го зборува ова. Втора работа се прашуваш кога ќе биде ова. И трета работа се прашуваш како ќе биде ова. Затоа што е толку големо, толку е над тебе, толку е чудесно што ти не можеш да сватиш. Затоа се прашуваш кој го зборува ова. Затоа што е толку силно, толку е големо, што ти си викаш, ова само човек може, човеков го измислува ова. Така? Многу често имаме таа дилема. Ти кажува некој, ти ќе видиш, еден мене ми зборуваше дека јас ќе поставам председатели. Јас само се изнасмеа, викам, председатели на што? На општината, на некое собрание, на некое здружение, на што председатели? Значи не ми кажа на што. Ја викам, требаше да на местна заедница, викам, треба да ми кажеш на што ќе поставам председатели. Така да, некојаш се прашуваш кој зборува сега, човеков си го кажува ова или Светиот Дух го зборува ова, така. А што поголемо ветувањето е, сваќаш дека тоа најверојатно е Бог, ама не можеш да го разбереш. Не можеш да сватиш како сега Бог може да зборува вака. Некој ќе ти каже ќе зборуваш пред, ќе седиш заедно со некои милионери, а ти таму си од не знам од каде, од Моране, не знам од некое село и си кажеш од каде ја ќе зборам таму со председатели или со милионери. Ама интересно е што прашањето кој е валидно, нели Павле вика во Коринтијани 12 и 14 глава, каде што зборува за пророштво, вели дека да, испитувајте ги пророштвата. Значи не вика отфрлајте ги, него вика проценувајте ги, испитувајте ги. Така да, првото прашање што јас и ти си го поставуваме, кој го зборува ова? И тоа е добро прашање, тоа е валидно прашање. И мора да знаете што поголемо ветувањето, најверојатно е Светиот Дух. Јас често кога им пророкувам на луѓе и бевме сега во Холандија пред недела дена, пред 2 недели, и таму имаше многу служби, многу пророштва и на еден човек му велам, дали ова што ти го зборував ти прави смисла? И тој сигурен и уверен пред сите, пред 300 души, 200 души ми вика, не прави никаква смисла. Па викам, тоа е Светиот Дух, 100% викам. Чим не ти прави никаква смисла, чим е надвор од границите на твоето размислување, тоа мора да е Светиот Дух. Дали го разбираме тој дел? Значи, постојат работи кои што се надвор од границите на твојот домен или на она што ти можеш да го постигнеш во твојот живот. И што поголеми се тие пророштва или што по-екстравагантни се, значи јас сум сигурен, уверен сум, тоа е Светиот Дух. Човек ќе ти каже да, нели ќе ти пораснат бркови, ќе бидеш подобар, нели нешто помалку ќе биде, нешто, ќе има нешто, ама кога збори Светиот Дух не збори така. Затоа што тој не зборува така ситно. Тој зборува за големи, за крупни работи. Зошто? Затоа што самиот тој крупни работи прави, големи работи прави. Не планира ситно. Не е тој како луѓето нешто да џапнат, да земат, нешто да испланираат, нешто за себе си. Не, Светиот Дух зборува за многу поголеми работи. Ја дури сум уверен, кога го читаме овој стих, 6-тиот стих, кај што вика Бог кој што е верен да го заврши делото во вас. Јас сум уверен дека сите ние вака го читаме тоа. Нели го читаме тој стих и нели ја го читаме и ти си кажеш, да, видиш ту Бог кажува човеков за мене. Видиш ту Бог кажа човеков, Бог е способен да го заврши делото каде не ме интересира за мене. Лично јас, супер стих, овој ќе си го земам стихов и ќе си го цитирам сами од себе си на себе си. Ама всушност тука не зборувам за тебе. Павле не им кажува на поединци дека Бог ќе го заврши делото, него вели во вас, во множина. И не само за сега. Од кај знаете Павле што мислел кога го рекол тој стих? Дали го мислел денешниот ден? Дали мислел оваа недела? Дали мислел наредниве 6 месеци? Или дали мислел само во твоите 50, 60, 70, 80 години? Или пак Павле размислил за нешто многу поголемо.
Или пак Светиот Дух му насочувал на Павле, делото што го започнав во вас, тоа ќе трае стотици и илјадници години. Дали го разбираме тој дел? Значи, ние сакаме кога го читаме овој стих да ни звучи на нам добро. Нас да ни даде утеха, затоа што нас не треба утеха денеска. Мене ми треба некој да ме охрабри, мене лично. И тоа е добро. Ама навидум добро, некаде е себично, некаде е алчно, некаде е не знам како. Али ја верувам дека овој кој го кажа овој стих не зборувал Павле само за двајца, тројца или за еден човек, него вели делото што го започна во вас. Во вас. Во оваа црква, во оваа нација, во овие луѓе, во оваа група, тоа дело ќе важи. И всушност Светиот Дух е толку крупно работи на неговите планови, што всушност не ни мора да го исполни тоа во тие 60, 70, 80, 90 години. Не мора да го исполни тогаш. Ние сакаме, затоа што сакаме да потврдиме на некому, да кажеме, види што направи Светиот Дух во мојот живот. А Светиот Дух вика, во твојот живот, па твојот живот е само едно мало парченце во целата таа голема слика. И ти мислиш дека ти си највидливиот дел? И тоа е најверојатно стапицата и замката што мнозина од нас ја живееме, што ние мислиме дека ние мора да докажеме како тоа изгледа во нашите животи, само во нашите животи. А што ако процесот или семето дошло во твојот живот, ама што ако тоа семе е предвидено да расте во наредниве 200 години? Што ако е предвидено такво некое семе? Постојат семења кои што растат многу брзо и дават плодови веднаш, за 1 година, за 2 години, за 3 години. А што ако тоа семе кое што е ставено во тебе ќе трае 150 години? Или после 150 години ќе си ги даде своите резултати? Што ако е тоа така? Така да, нашето себично размислување може да биде дури фрустрација кон семето и пророштвото што е ставено во нас. Затоа што ние ќе го тераме да даде плод, а тоа си кабе, не ме терај, не ме форсирај. Не е за сега, за понатаму е, за твоите деца, за твоите внуци, за твоите правнуци, па они да вкусуват и кажат, што убаво ова е, како швајцарско чоколадо е, види, многу е вкусно. Така да, ние можеме да бидеме носители на тоа семе, но немојте да го брзате тоа семе. Затоа велам, постојат разни семења што се ставени во вас, во нас, во мене, во тебе. И некои од нив ќе дадат плод веднаш, видлив, а некои од тие ќе си тлеат, ќе си стојат таму. И немој да ми се лjuтите на пророците кои кажуваат, гледам, и ти кажеш, не, тоа е заборавено нешто, тоа никош нема да биде. Ја сум сега на 70 години, не може, тоа утнал пророкот, утнале нешто тие пророците. Еден човек на 72 години, ова е вистинска сторија, ако сакате ќе ви го најдам по име и по презиме човекот, цел живот седел во црква и цел живот го пророкувале. И ќе дојде еден пророк и му пророкува и рекол, синко, оди ме кажи на тие дебе, гледаш дека сум 72 години, а ти цело време вие пророците ми зборувате, ќе патувам, па ја не сум мрднал тука од црквава. Ама кој да дојде му пророкува, ти ќе патуваш еден ден, ти ќе бидеш проповедник, ти ќе проповедаш. И рекол, олади малко, како викаме, олади малко, оди на тие младите пророкуем, тamo тие по 16 години, по 18 години, нив пророкуем, нема на мене да им пророкуваш. И еден ден, на 72 години, човеков добива водство, добива потик и вели, тоа пастош од каде е? На 72 години почнува да патува 2 пати, оди околу целиот свет, ги поседува не знам колку земји, мислам дека 70 или 80 земји, поседува и во наредните 20 години проповедал на илјадници места. Семето си стоело, може би 30 години, може би 40 години, ќе дојде некој пророк, ти ќе патуваш, беге таму како патување. Ама тој го гледа семето, не те гледа тебе, што ти и како ти изгледаш. Он семето го гледа, тоа што е ставено, тој зборот го гледа внатре во тебе. Така да, затоа Павле вели, полека со пророците. Значи, полека со нив со тоа пророштвата. Значи, не ги отфрлајте пророштвата, затоа што тие си се како семе, тие си растат, тие си имаат свој дел во историјата на твојот живот и во историјата на твоето семејство. Или пак, Бог па не е ни толку ограничен само на семејство. Во историјата на твојата нација, во твојата генерација.
Што ако твоето семе е за твојата генерација? Што ако е така? Така да не се тепај сами од себе. За тоа не успеа ова беше погрешно, ова не беше точно. Не се тепај сами од себе си со убавите пророчки зборови. Него биди соработник со Светиот Дух. Всушност, 7 стих вели, вие кои што сте соработници со Христос, соработници со Неговиот Дух. Значи, останува моментот да ти соработуваш. Има еден многу убав грчки збор или македонски збор или англиски збор, на македонски може се уште не е преведен, а се вика синергија. Синергија, значи тоа се два збора, значи две енергии, не една, него две енергии и тоа взаемно тие делуваат, едно со друго се преплетуваат. И јас верувам дека енергијата што ти ја имаш, и срцето што ти го имаш, и желбата ти што ја имаш, и волјата ти што ја имаш, си се посебни, засебни и се поединечни. Или пак, како кажем, се уникатни. Да, амин, точно е така. Но, постои и Божја волја, постои Божја енергија, постои Божја замисла. И се замисли, ако тие двете се туркаат една со друга, или се спротиставуваат една со друга, што ќе испадне? Ке испадне фрустрација, ке испадне нервоза, ке испадне љутина, ке испадне разочарување, ке испадне занемарување, ке испадне ја ке си одам од црквава сега, ова Господ не е верен, види на сите е верен, мене не ми е верен. Значи во такви моменти, кога ја гледам фрустрирани или пак изнервирани христијани, сваќам едно нешто. Они енергијата што ја им е дадена, не ја спојуваат со другава посилнава енергија. И затоа таа енергија што имаат иде против нив. Станува контрадикторна. И затоа затоа Павле вика вие соработувате со Христос, ние соработуваме заедно со Него, се вплотуваме и двете енергии стануваат што? Стануваат синергија. И таа синергија прави чуда и знаци. Таа е таа молитвата. Затоа јас бев пред некој ден некаде поучував и зборов за молитва, вика молитва, викам има нешто разни врсти на молитва има. Има убава молитва, има лоша молитва, има лична молитва, има невкусна молитва, има себична молитва, има искрена молитва, има неискрена молитва, има една цела плејада на молитви. После викам, има молитва каде што двајца се молат, молитва каде што тројца се молат, молитва каде што цела црква се моли, молитва каде што цела нација, значи има разни врсти на молитви. И мора да разпознаеш како тие изгледаат, која е функцијата нивна. Така да викам, малку полека викам со тие зборови. Не функционира молитвата, функционира, само треба да знаеш која да одбереш. Така да таа синергија е многу битна за нашите животи, затоа што донесува квалитет во правецот во кој што се движиме и тогаш двете енергии стануваат едно. И тогаш луѓето го препознаваат Христос во нас. А ако се бунтуваш, ако кажуваш не, вака не може, јас ќе си одам од тука, Господ е ваков, Господ... Не е така. Синергијата мора да постои. Тој квалитет на заедништво. И ако го читаме Павле и во другите писма, и во Ефесјаните зборува, вие сте сега соработници на Божјата нива, соработници. Проверете да видите кој збор се користи таму. Проверете да видите кои зборови се користат во сите моменти каде што зборува за соработници. Така да мене не ми е чудно кога има бунтовници, христијани во црквите и не функционираат работите. Па не функционира зашто треба да се усогласиш со таа енергија која што е посилна од тебе. Океј, тука сме сите. Многу некако сериозно ме гледате. Ајде ќе прочитаме уште еден стих. Само да го најдеме. Читаме во Јован 15 глава. 12 стих. И еве го Исус вели вака: Јас сум вистинската лоза и мојот татко е винарот. Лозарот. Што рекол винарот? Океј. И вели секоја гранка која што не дава плод ќе биде исечена и секоја гранка која што дава плод ќе биде калемена, за да може да донесе уште повеќе плод. Сега не знам за вас,
или не знам дали вие знаете, али ја повеќето од моето детство, од животот, нели, целиот мој живот, детскиот живот, ја го поминав на нива. Помеѓу лозија. Затоа што татко ми до ден денес се уште има лозија горе во Нерези. И јас, срамејки се, не срамејки се, ке не туреше на тракторот и ние, поготово кога тинеџери, леле, колку се срамевме од другите луѓе, ке не видат на трактор, трка, до горе, и со брат ми некако вака покриени лицата. Ама интересно е што и наистина сме работеле и до ден денеска некојаш знаеме да помогнеме. На неколку сати, ама ќе помогнеме. И го поминав целиот живот гледајќи како се калемат или како се кастрат работите. И интересно е што иако го гледав тоа цел, да кажеме, многу години, не го разбрав тој дел, или прво да кажем, ми стана многу појасен делот каде што Исус вели тие кои што не даваат плод се кастрат, се сечат. И во тој момент ми стана јасна сликата како сум гледал татко ми како постојано кога идеме, па едно време па ги врзува. Знаете, тоа има постојан процес вика врзување. Тоа е во март некаде. И ги врзува, на што ги врзува? Ги врзува на жиците. Дали го разбираме тој дел? Значи, постои момент каде што треба да се приврзеш, да бидеш постабилен, да бидеш поцврст, да не шантраш лево десно, да не се прекршиш предвремено. Значи, постои момент каде што ние како верници имаме таа задача да се приклониме или да се приврзаме кон што? Ја верувам кон црквата, кон Христос, за да не бидеме изоставени надвор од нејзе, па ако дојде некој силен ветер, па да не прекрши. Затоа што се уште, иако тоа Лозарот знае дека еден ден ќе го исече, ама сепак го врзува. Му дава шанса, му дава можност, му дава начин како да не биде скршено од било што, дали тоа се диви свињи или некои животни или некои луѓе, да може да го врзе на таа некоја жица или на столбот, за да може да му даде шанса да обстане. И се интересно е што таа истата гранка, која што доаѓа од големото стебло. Иако наведуме радосно нешто, си кажеш, леле, види какво е ова, расте нешто ново, нов живот расте од стеблото. А Лозарот знае дека еден ден ќе мора да исече делови од таа гранка, која што е сега прекрасна, убава, мека, си расте. И постои еден момент каде што одредено време проаѓа, и таа гранка си расте, си продуцира разни малецки како гранчиња. Дали знаете како се викаат тие гранчиња? Тие се викаат копилци. И ја едно време не разбирав зошто. Затоа што тие всушност не припаѓаат. Тие се издатоци кои што гранката ги произвела, ама не и ја крадат енергијата за да остане силна. И затоа Лозарот, знаеки го тоа, вели јас морам да ги исечам. И тие се викаат копилци. И не даваат плод, затоа што ако ги оставиш, ќе ја исцицаат, ќе ја извадат енергијата што ти е дадена на тебе, за да можеш да произведеш плод. И ако не ги исечеш нив, после некој време нема да има грозија. Така да, постојат работи кои што мора да бидат исечени. И тие всушност се викаат плодови. И тоа е всушност, вака да кажам, постојат работи кои што ќе мора да бидат тргнати од нас, за да може плодот да биде видлив, да може плодот да биде вкусен. И сега, ова ми е интересно, дали знаете кој е грчкиот збор за плод? Јас живеам во Карпош. Да, јас живеам во Карпош и може би Христијан Тодоровски Карпош може би бил нешто како верник и може би надимокот што му го дале Карпош е сличен на грчкиот Карпос, што значи плод. Всушност, тука кога се користи зборот плод, буквално е растение, буквално е или е овошје, или е зеленчук. И е плод. Интересно, може би Христијан Тодоровски, не знам, треба да прочитам малку повеќе за него, може би бил христијанин. Може би затоа што толку бил видливо било во неговиот живот тоа што го предлагал, дека ти си како Карпос, како плод имаш во твојот живот. И може би затоа го нарекле Карпош, не знам. Али интересно е што Словото ни кажува дека плодовите се многу видливи. Многу се видливи. Сега, ај само да се вратиме назад.
Овој стих беше втор што сакав да го прочитам, или подобро да кажам, сакав да го објаснам. Него дочитавме преска, исто се наоѓа во Филипјаните. Читавме до 6 стих, така? Читавме до таму? Читаме 10 и читаме 11 стих, окей? Морав да ви поставаме на мала основа, за да дојдеме до овие стихови. И вели вака, 10 стих, за да можете да бидете, да процените или да просудите, да процените што е најдоброто и што е чисто и неизвалкано до денот Христов. И са 11 стих вели вака, вика да бидете исполнети со плодот на духот, извините, да бидете исполнети со плодот на праведноста, кој што доаѓа преку Исус Христос, за слава и за слава на Бог. И са некои преводи велат вака, вели, за да може да бидете исполнети со плодот на вашето спасение, кое што е праведноста. Значи, праведноста во некои делови во Новиот Завет се опишува како плод. Што значи тоа? Тоа значи дека праведноста треба да биде видлива или треба да биде оспособена во нашите животи да биде вкусена. Океј? Значи, плодот на праведноста, јас верувам, ова е моја дефиниција, е карактерот на твојот живот. Или подобро кажам, карактерот што луѓето ќе го гледаат. Дали го разбираме овој дел? Значи, плодот на праведноста во твојот живот ќе биде карактеристиката која што ти ја донесуваш на виделина околу тебе. И затоа, ние ќе кажеме карактеристики, ќе кажеме, тоа се карактеристиките на тој човек. Тоа се карактеристиките на таа црква. Или пак ќе кажеме, тоа се карактеристиките на таа нација или на таа држава. Што значи тоа? Дека ти можеш да знаеш од прилика, да прочиташ пред да отидеш во некоја држава, како луѓето ќе се однесуваат. Така, нели имаш едно време, покажува, например, ние кој ќе кажеме, нели, напри некој јадење, нели се сеќавате, мислам дека беше доктор, како се каже, куварот еден доктор Откер, нели, кој ќе имаше некоја реклама и тој ќе каже многу е добро и тој ќе направеше вака, така, нели, вака некој знак и ние сите знаевме тука на Балканот, многу е добро ова. Сега, истиот овој знак, ако го потребиш во друга држава, на друго место, тоа значи ти си нула у главата. Значи ти немаш поима од ова. Така, значи ние треба сега да ги научиме или пак ги препознаме кои се карактеристиките на тие луѓе, како тие се однесуваат. Например, некој да дојде од надвор и тука малку да се прошета низ Македонија, да поседи неколку недели, неколку години, каже, чекај, сега ќе ти кажам, ова е карактеристично за овие луѓе. Вака се однесуваат, ова го прават, тоа го прават. За нив може да биде скроз чудно тоа. И може да биде и неприфатливо, ама кажат, тоа се карактеристиките на тие луѓе. Истото е и за тебе и за мене, ако ние отидеме во некоја друга држава и ги опишуваме тие луѓе, кажеме, тие, знаеш какви се? Сега ќе ти ги опишуваш карактеристиките нивни. Така? И тоа е, нели, како си тоа, тоа не мора да значи дека е вистина, дека тоа е лошо или добро, али едноставно ги знаеш карактеристиките. Сега, истото и со праведноста. Праведноста има во нашите животи, треба да покаже плод. Затоа вика плодот на праведноста. Тоа значи дека постојат карактеристики на тој плод, кои што треба да бидат видливи. Кои се карактеристиките на праведноста? Што мислиме? Карактеристиките на праведноста се опишани во Галатите 5 глава 22 стих. Тоа се карактеристиките на праведноста. Ајде ги читаме карактеристиките на праведноста. Галатите 5 глава 22 стих. А плодот на духот е. Плодот на духот е. Што е? Љубов. После што иде? Друго? Верност. Значи, постојат карактеристики кои што произлегуваат од
од праведноста. И ако ние велиме дека ние сме соработници со Христос, соработници со Христовиот дух, и дека постои синергија која што нас не движи, тогаш овие карактеристики треба да бидат најпрвото нешто што луѓето го среќаваат во нашите животи, па кога ќе не опишуваат, кога ние ќе тврдиме дека ние сме праведници, дека ние сме оправдани, дека ние сме Христови, дека ние сме христијани, дека ние сме свети. Кажа, чекај, застани. Чекај да имам карактеристики, што кажуваат? Така да постои плод на праведноста. И затоа е добро да ги читаме сите овие стихови. Не само тој дел каде што вели Бог е способен да го заврши делото во нас кое што го започна. Кое е тоа дело? Како тоа дело изгледа? Па еве го делото, вика дека има карактеристики, дека има плод на праведноста во нашите животи. И тоа не само како тебе и мене поединци, него како историски факт, како нешто што историски ќе остане запишено, ќе кажат тие луѓе, таа група на луѓе, тие кои што се нарекува верници, го променија текот на настаните. И напротив сите нешта кои што се спротивставува, и напротив целата безнадежност, овие луѓе останаа тврди и останаа наполно уверени дека Бог е способен да го направи тоа дело и да го заврши тоа дело кое што го започнал во нашите животи. Дали го разбираме овој дел? Така да себичноста мора да биде изоставена од нашите животи. Мора. Знам дека сте слушале многу од пасторот за градење на куќи. Знам дека тоа он си го користи во алегории, во символики, во не знам што, во песни, во книги, и ностоп само кажува, вели, ја запиша вакво нешто. Ајде, пастор, напише една книга да видиме сите тие мудрости. Али знаете што е интересно? Кажав нешто пред можеби 6 месеци, и сега не знам колку мене или на тебе или на сите нас ќе ни прави смисла, а мене ми прави смисла. Кажа вака, да се прави куќа е noble, како е на македонски? Благородна работа, нели? Така сите сакаат тоа да го направат, сите мислат дека тоа е супер и тоа стварно е практично е прекрасна работа, така. Но велам, ја гледајќи ги од духовна страна, значи сега си го зборам овој на самиот себе си, бидејќи ние сме во тој процес, си велам, градењето на куќа е, иако благородно изгледа, постои една нишка на себичност. И сега луѓето вика, Зоран, како бе ти тоа го кажуваш, од каде се таа себичност? Па велам вака, една куќа која ќе ја правиме, колку и да можеме да си приуштиме, нели, таа ќе собере 3, 5, 6, 7, максимум 10 луѓе. Така да постои една себичност во тоа дека се ограничуваме за колку луѓе можеме да се згрижиме. Но кога ја градиме црквата, таму е неограничено колку луѓе може да дојдат. Така да, градејќи ја црквата, или вложувајќи се себе си да ја градиме црквата, ние оставаме простор за многу повеќе од само неколкумина да дојдат во таа зграда или во тој момент или во таа ситуација. Дали го разбираме овој дел? Значи, нема ништо лошо во градење на куќа, ама постои една мала, ја барам така ја гледам, мала нишка на себичност, каде што и да сакаш не можеш да примиш повеќе од 5, 6, 7 луѓе да живеат, освен ако немаш куќа од, не знам, со 20 спални. Ама и 20 да ги имаш, пак се 20. Кога станува збор за градење на црквата, поразлично се однесуваме. Ако ме прашувате мене, јас би сакал да има 1000 луѓе, да има 5000 луѓе, да има 50 луѓе во црквите во Македонија. 50.000 луѓе. Тогаш се изместува тој момент на тоа само јас, туку почнуваш да размислуваш Христовото дело во сите нас, не само во мене. Така да добро е да си ги, како да кажам, да си ги поставиме аршините или мерилата на по-внимателен начин. Не е само јас. Да, јас и ти сме видливи помалку, ама нашата видливост или нашата точка или нашата светлина таа мора да биде споена заеднички, дека ние не можеме да размислуваме само јас, Христовото дело во мене. Христовото дело во тебе ќе си функционира, него синергијата или енергијата што ја поседуваш, дали ќе биде свртена само кон тебе или пак ќе биде споена со Христовото дело на ова
на овие простори, или пак во ова време, или во овој момент. Така да многу битна работа за тебе и за мене е да заеднички, прво да кажам, таа енергија што ти е дадена, тој дар што ти е даден, тој таа благода што ти е дадена, тој талент што ти е даден, да знаеме како да го согласиме со Светиот Дух, да не само на мене и на тебе да влие или пак да даде резултати, него да дава резултати на многу пошироки маси, на многу пошироко подрачје. И повторно ќе кажам, значи, семето, дарот што ти е даден, пророштвото што ти е дадено, навистина, може би ќе даде плод после период кој што е може би надвор од тебе, надвор од твојот домен, не можеш да го контролираш. Постојат зборови кои што проповедници како Спurgeon или разни други луѓе се уште до ден денес ги цитираме. Значи тој влијало за него, луѓето го слушнале, може него ни дослушале што кажал. И тоа наверојатно е така. Во неговото време сигурно не го разбирале многу. Али после 50, после 100, после 200, после 300 години, луѓе кажат, вау, какво откровение, каква сила во зборовите. Значи, тој плод се уште си дава, си продуцира нешто, си дава сила, си е видливо тоа. Така да, твоето семе, кое што е ставено во твоето срце, дозволи му да си расте. Дозволи му, нека си стои таму. Во својот момент, во своето време ќе си даде плод. Некога ти очекуваш, некога ја очекуваме. Ние очекуваме сега да станеме сите звезди, да имат на телевизија си да не гледат и да ни дават аплауз. И да се радуваме дома, да ни биде убава на душичката. Тоа си има свој убав дел, ама Божјото царство, или по да кажам, Божјиот начин на размислување е многу поширок и поголем од јас и ти. Многу поголем, многу покрупен е тој план. Ај така ќе го кажеме, покрупен е Божјиот план. Амен. Океј, тука негде да завршиме? Добре? Да не претерам со зборувањето. Така да... Да, раката на срце, да заклучиме ова што било кажено, да не избега, да не отидеме послова вести да гледаме, па тоа вестите да го потурнат, тоа, да го истурнат, да го истискаат од нас. Океј. Ајде ќе се молиме, стварно наистина ќе очекуваме да не бидеме луѓе кои што мислиме само на себе или на моментот во кој што се наоѓаме, него да тоа што е ставено во нас дека ќе си даде плод во своето совршено време. Ама ние нема да бидеме тие што се спротивставуваме, него ќе бидеме тие синергичари или како да ги кажам, луѓе кои што ќе споиме нашата енергија со неговата. Свети Душе, фала ти за прекрасните охрабрувања во утре, фала ти за прекрасното славење, за дека можеме да ги отвориме нашите уста, да ти пееме на Тебе, Господи Исусе, да те славиме од нашите срца и со се што имаме. И ти благодарам за ова слово, фала ти за тие охрабрувања што Павле ги напиша пред 2000 години, а се уште си го имаат својот ефект, се уште имаат својата сила. И фала ти за плодот на праведноста во нашите животи. Фала ти што не управуваш, не водиш, не коригираш, не поучуваш, да бидеме не само индикатори, него да бидеме видливи, да биде видливо во нашите животи тој плод и да Христос биде прославен преку нашите животи. Затоа се молам да сите семиња кои што биле ставени во нас да бидат заштитени во името на Исус и да ништо, ниту непријателот, ниту времињата да немаат право да допираат, да чепкаат во тие простори, затоа што тоа семе е свето, тоа е од небото, тоа е небеско семе, кое што е дадено за да ја покаже убавината и силата на Бог во овие времиња во кои што живееме и во времето кое што е создадено. Така да, Исусе, фала ти, ги заштитуваме нашите срца, нашите умови со Твојот мир, кој што ни е даден во Христос, и велиме дека нас не интересира само Божјото царство, не интересира црквата, не интересираш ти, Исусе. Другото се е второстепено. Во името на Исус. Амен, амен. Океј.